Оваа трка денеска од хуманитарен карактер, организирана е во чест на реновирање на дневниот центар за деца со аутизам, за адолесценти. По повод 35 годишнината од Зегин, оваа година со фондацијата доктор Верица Механџиска решивме оваа трка да направиме хуманитарна и да ни премине во традиција, се надевам. Покажавме дека знаеме да си подадеме рака еден на друг и на вистина треба сме горди што нима во волкав број. И вие денеска учествувавте на трката, дали беше тешко да се истрча? Со мали припреми беше окей. Што тоа е манифестација, прв пат можам да речем да се видел во животот и посебно ми е драго што тоа готов производ од идеја до реализација на моите деца. Верувам дека Зегин е во сигурни раце и дека моите деца направија нешто со ова, видите каква маса, народ соберен, народ видам, видите се доброволно со учество и пораката што сиот приход ние и заедно со учесниците го даваме за децата од аутизам. Посебно ме радува што ова фондација, разбираше ме која основавме пред неколку години и нашата желба беше да биде од појавен карактер фондацијата доктор Верица Механџиска и овие резултати од овие години досега се на прав пат и една гаранција за едно, како да речем, општествено признаена стратегија на компанијата Зегин, на нивните работели и на нивните клиенти муштери. Убав празник, убави идеи, убави нешта, да ги продолжим и да се заложиме сега. Да ни кажете за организацијата и за самите вас колку време трчате, што ве натера да се пријавите? Значи трчам скоро година дена и 2 месеца. Значи преку City Skopje Running клубот трчам која се оформи. А овдека се пријавив затоа што другарка ми работи што трчаме цело време штафети. Она работи во Зегин и до душе сега веќе некое време се пријавуваме на повеќе трки, па решивме и на оваа. Порака до младите? Да трчаат, да спортуваат, затоа што јас почнав на 48,5 години да трчам и многу ми се подобри здравствената состојба и се каам сега во моментот зашто порано не сум почнала, наискрено. Честитки момци, како беше чувството? Како се викате, од каде сте? Петро Завировски од атлетски клуб Вардар. Колку време тренирате? 15 години. 15 години. Порака до младите? Само да продолжи. Честитки уште еднаш. Честитки за второто место и ваша оценка за денешната трка за организација. Тоа било тешко. Организација е на врховском ниво. Свака час за прво овако организирано трку. Немам никакви замерки. Време како што видите било изуzetно тешко за трку, али успеав сам ето со својих 46 година да дојдем до друго место. Од каде сте? Из Бујановци, Србија. Колку време тренирате? Почнав сам тренирам со 38 години кога сум ставио фудбал, кога сум да се рекрутирал бавим трчање и onda сам из години и години поправил свој резултат. Во клуб или самостојно трчите? Во клуб. Позволявам и сад и клуб, атлетски клуб Врански маратонци. Порака до младите? Порука е да се си бавите физичком активноќу, jer како на физичком плану, така и на психичком плану има многу бенефити. Како е чувството 5 километри да се истрчи? Како? Како е чувството? Тешко. Колку време тренирате? 5 години. Сам или во клуб? Сам. Порака до младите? Па, што порано да почнат со спорт. Било кога. Како е чувството на оваа возраст да се учествува? На мој 54 јас сум презголем. Колку време со атлетика се бавите? Многу време сега само е Самостојно или во клуб? самостојно, не со фирма Кроација. Добро, порака до младите? Нешто сите да играат и млади стари сите. Ова е битно одружението. Од каде сте инаку? Од Штип. Честитки. Благодарам. Како се викаш? Кажи како се викаш? Тешко ли беше? Тешко ли беше? Колку време трчаш?
Кој те зачуни да трчаш? Кој те запиша? У Египет 6 километри трчам. Браво! Колку трки до сега си учествувал? Во Египет и тука, така ли? Да. Браво! Браво, баба! Ајде, тепер.